Почитувани граѓани, почитувани медиуми, имаме можност да поразговараме за предлогот на заем од 25 милиони евра со цел модернизација на хидроелектраните во Република Македонија. Уште на старт сакам да кажам дека ова е трета фаза и дека ние како пратеничка група овој заем ќе го поддржиме и ќе гласаме за, заради тоа што ова заокружува еден проект во кој што првите две фази се почнати во времето на владењето на ВМРО ДПМН. Третата фаза требало да заврши согласно целокупниот проект во 2020 година, а еве 2023 година, а тек сега ние се задолжуваме за да ја отпочнеме третата фаза. По заминувањето на власта на ВМРО ДПМН на сметката на ЕЛЕМ имало 25 милиони евра на девизи и 8 милиони евра кои што биле на основната сметка. Што ми е поентата што го кажувам? Едно време ЕЛЕМ и МЕПСО беа најпрофитабилните државни компании во државата, чии што профит служеше за тоа да се реинвестира таа добивка во одредени други капацитети од кои што се создаваа додадени вредности на македонскиот народ. Дали се правеа паркови, дали се правеа додадени туристички содржини, но компанијата беше во профит и имаше можност да реинвестира. Во овој момент, овие неспособни криминалци од власта, особено најнеспособниот криминалец кој што е директор на ЕЛЕМ, нормално под патронство на премиерот, на овие од ДУИ како Артан Груби, и заради онаа давачка која што мора да ја носи во штабовите на СДСМ и на ДУИ, денеска ЕЛЕМ и МЕПСО се меѓу 5 најголеми загубари во државната управа, заедно со МЖ Транспорт, МЖ Инфраструктура и ЈПДП. И сето тоа замислете само за 5 години. И зошто го кажувам ова? Заради тоа што ние сега земаме заем од 25 милиони евра за основни режиски трошоци, нешто за кое што предпријатието претходно со својата солвентност можело да ги собере парите и само да инвестира. Ние во оваа држава почнуваме да се задолжуваме за работи со кои што и самите можеме да ги обезбедиме во буџетот. Кога последен пат вие од буџетот сте виделе дека се одвојуваат средства да се изработи некој инфраструктурен проект? Кога последен пат вие не сте разговарале за некој заем со кој што знаете дека по описот и пописот на заемот може тие средства да се обезбедат во буџетот ако не се краде? Оваа држава памти многу подобри времења од ова. И сега ќе ви кажам со бројки. Оваа година, односно предходната, ја завршивте со долг од 7,8 милиарди евра. Оваа држава, оваа година, се извинувам, до крајот, вие ќе ја задолжите оваа држава 8,5 милиарди евра, а оваа година ќе земете нови задолжувања од 1,6 милиарди евра. Но вашата неспособност иде до таму да онаа евробрзница од 600 милиони евра ја испратите во Министерството за правда 4 дена откако Тупанчевски е разрешен. И да не брукате пред светот. Треба да кажете, да излезете и да кажете дека наредните 5 години оваа држава, заради вас финансиски гениалци, заради вас гениалци во економијата, ќе врати 2,5 милиарди евро врзници. Од 2017 до 2023 додека вие сте на власт, сте ја задолжили Република Македонија за 3,8 милиарди евра. Само за да направам компарација, во времето на режимот, во времето кога ништо не се работело, а кога почнаа 3 автопати, кога почнаа многу проекти, кога почнаа да се исплаќаат субвенции, кога Скопје стана број еден туристички град во Република Македонија пред Охрид, владата на ВМРО ДПМН е за 10 години, внимавајте, само 2,9 милиарди евра задолжување со крупни инфраструктурни проекти. Па прашањето што се поставува, кога вие ќе заминете од власт, што ќе остане за народот и за граѓаните кои што живеат во Република Македонија? Дали почнавте некој автопат? Дали почнавте некои училишта? Дали завршивте некои високообразовни институции? Дали направивте некој студентски дом? Зошто го крадете толку безочно македонскиот народ? Како не ви е срам е прашањето кое што се поставува? Кога ќе заврши овој лоповлук? Дали имате вие барем малку сенс за луѓето кои што ќе ги враќаат тие пари? Дали ви е најважно само да се збогатите? Дали вие енергетскиот сектор го гледате само низ призмата на Pixel Group? Па тука ќе кажувате не спомнувајте деца. Како да не спомнуваме деца кога Душко Заев е најбогатиот 18-годишник во Република Македонија? Како да не спомнуваме семејства кога гледаме дека имаме ситуации во која што сопругата на актуелниот премиер отвара компанија за тргување на енергетскиот пазар? Кога таткото на министерот за транспорт исто така е активен на енергетскиот пазар? Како да не ги споменуваме семејствата? Па до кога овој народ ќе плаќа поскапа струја за овие криминалци да се богатат?
До кога енергетскиот сектор во оваа држава ќе станува интересен и достапен само за оние кои што се дел од власта? До кога вие ќе се задолжувате за да им плаќате на оние кои што ве управуваат од мала речица за да ве тепаат по кафани кога ќе им ја земете лиценцата затоа што крадат од овој народ? И вие тука ќе застанете и нас ќе не убедувате дека сега е мед и млеко. Еве, сакате да ви зборувам за анкетата на ИРИ, која што не можете да ја на некој начин да речем минимизирате, знаете дека е вистина, во која што над 80% од граѓаните, повеќе од било кога, кажува дека сега се живее полошо него пред 5 години. Каде што 56% од граѓаните директно ви се изјаснуваат дека не веруваат во наредните 2 години дека ситуацијата од аспект на економијата ќе стане подобро. Она кое што треба да ви се каже, она кое што треба да го знаете, цело време тука го споменувате 2012 година и мислам дека беше ден понеделник, кога вие одбивавте да го донесете буџетот. А знаете ли зашто? Затоа што тогаш Бранко Црвенковски, неколкумина, меѓу кои што и господинот кој што ја води седницата позади мене, кажуваа дека идеме кон грчко сценарио, дека државата ќе се распадне, а тогаш долгот беше 2,9 милијарди евра. Истите тие луѓе сега на 8,5 милијарди евра седат тука и не кажуваат ништо. Тоа е тоа одвратно лицемерие кое што ми пречи од целата ваша политичка номенклатура и вашите поддржувачи. Секогаш кога сте опозиција знаете да критикувате, а кога сте на власт ве нема ни да бекнете првиот момент што ги заземете дебелите фотели купени од народот. А зашто ве нема да бекнете? Затоа што најважно ви е дома да ви течат бизнисите и да станувате брзорастечки богаташи кои што конкурираат и на балканско ниво. 2016 година, кога така наречениот режим, кој што остави 3 автопати, кој што остави многу градинки и училишта, кои што за прв пат почнаа да се градат по комунизмот во оваа држава, долгот беше 4,7 милијарди евра. Сега е 8,5 милијарди евра и замислете, никого го нема тука да искритикува, ниту да каже дали сега е грчко сценарио или дали тогаш беше грчко сценарио. Нормално, ова се бројки кои што се екзактни и можете да ги проверите, затоа што сите тука од нас имате добиено една, би рекол, брошура од парламентарниот институт кој што се вика анализа на јавен долг. И за многу скоро комисијата со која што јас заседавам, Комисијата за финансирање и буџет, ќе одржи јавна расправа на таа тема, па ќе можеме низ очите на јавноста да ги споредиме бројките, зошто сме се задолжувале тогаш, а зошто се задолжуваме сега. И каде завршиле парите тогаш, а каде завршуваат парите сега. Како што споменав на почетокот на мојот говор, ги направивте најголемите профитабилни, тука треба да го видам вашето име и презиме, не дофрлајте од место. Најпрофитабилните компании, кои што сега ги направивте загубари, кои што генерираат најголеми загуби, како ги гледате вие? Ги гледате како места каде што треба да ги зграбите како мршојаци, да се вработат партиски членови на СДСМ, да течат тендерите, Кирацовски да ги вработува фризерките, да се напикувате каде што ќе стигнете, да направите во управниот одбор наставничка од Крива Паланка, која што врска нема со енергетика, да членува во таквите управни органи на тоа предпријатие. Вие, генијалци од СДСМ, го направивте најбогатиот човек во Централна и Пелагониска Македонија, оној кој што согласно институционалната меморија на Собранието доаѓаше тука со рацете во джеп, а го завршува мандатот со бутик во Изгейт. Оној кој што доделува тендери во 4 очи над 80% од набавките, кој што не постои ревизорски извештај, кој што не му кажува дека има неправилност. Оној кој што доделува тендери на компании кои што носат карактеристично македонско презиме, за да можат да му ги носат парите во торба, за потоа да ги носи во еден ресторан кој што се нарекува Парк во Струмица, на поранешниот барон на мафијата кој што ја има се уште функцијата човек број 1 во СДСМ, и за да може да носи на Илинденска безброј торби со пари, додека македонскиот народ ќе ги плаќа сите тие ваши екскурзии. Дојдовте со оветување дека ќе донесете правда, а донесовте плячка, донесовте лоповлук. И за тоа еден ден, верувајте ми, од оваа говорница ви го повторуваме, не за некој да ви се закани, туку за да го запомните како начин на кој што ќе функционира правната држава во оваа земја. Дека за ваквите криминали, за ваквото безочно задолжување, за ваквото крадење од сопствениот народ, за ваквото дрпање како да ќе нема утре, еден убав ден
ќе има одговорност. Ние ќе поддржиме вакви проекти затоа што ги контролираат сериозни меѓународни институции, затоа што веруваме дека вие нема да ги искрадете. А за тоа крадење, верувајте ми, еден ден ќе треба да ја платите вие сметката. Благодарам.